Добар ви ден, драги наши пријатели! Заедно со тимот од Вкусот на традицијата ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково. Пролета е веќе пристигната. Се буди природата, цвеќињата расцветани, за милина, значи место за уживање, а сепак недалеку од нашиот град Скопје, на само 20 минути. Ние го продолжуваме нашиот циклус со постни рецепти пред Великден, затоа што уште малку имаме до големиот христијански празник Великден и да си го задржиме постот. Значи, во денешната емисија јас ке ви направам постна македонска триеница. Тоа е многу стар рецепт и со нашите истражувања тоа потекнува од западниот дел на Македонија. Поточно од тој дел каде што е Дебар, Ростуше, Битуше, селата што се во тој регион на Македонија, и навистина е нешто прекрасно. И можам да ви кажам дека го пробав и го направив, затоа што и јас постам, и толку многу ми се бендиса, посебно од вештината и трината на македонските жени. За да направат една таква македонска постна триеница, само што се вели брашно, масло и вода. Тука е мајсторијата, а на овој рецепт мајсторијата е во прскањето на брашното. Сега најпрвин ќе ви кажам што се ни е потребно, а потоа следете не ќе видите постапката. Ни треба 1,5 литар вода која што врие на ринкла. 1,8 децилитри вода за прскање на брашното, 1,5 децилитар масло, една полна и рамна лажица сол, една полна лажица црвен пипер, половина лажица буковец, едно чешме лук, значи реков малку биберче за да го обои вкусот, и едно ливче ловоров лист. Затоа што тука гледате дека немаме намирници што може да го дадат мирисот, вкусот на оваа манџа. Ова е всушност манџа. Но кога ќе седнете да сркате и да макате, и брашно со леп, се ќе ви биде убаво. Но тоа е дел од македонската традиција. Ајде да започнеме сега. Ќе ставам водата да врие, таа е веќе скоро зовриена, и 500 грама во потребни состојки ни треба брашно. Значи, прво ќе започнеме со брашното. Ќе го ставиме во една земјана тава, така, и ќе ви треба и една крупна решетка, тоест цедалка, каде што вишокот од брашното, отпојке што ќе остане при прскањето, ќе падне доле, тоа брашно нема да го фрлате, ќе ви служи за запршка и за кога ќе месите да го додадете во тестото. Сега ќе започнеме со прскањето. Значи, почнуваме вака. Така. И почнувам да го тријам. Додавам уште вода, малку по малку. И пак триеме. Што се формира, како ќе се направи, нека се направи. Значи,
А можете и тоа што ќе остане малку брашно и него да го пропрскате. Да. Значи, затоа и се вика триеница, затоа што се трие брашното. Како да перете алишта? Ете така. Они ќе излезат како конци во тенџерето, после ќе потргна малку водата. Значи, сипаме вода и вака прскаме. И бара многу силно триење. Значи, постојано триете меѓу прстите. Еве како да се перат алишта кога ќе ги насапуните со сапун. Како конци треба да бидат. И мора да обрнете внимание, водата треба да врие кога ќе ги сипате овие конци од брашно. Сега ми остане уште малку вода. Верувам дека повозрасните гледачи, можеби кои што потекнуваат од тој крај на Македонија, гледале како нивните мајки и баби го подготвувале ова. А можеби ако не, еве сега затоа е тука вкусот на традицијата, да ве научи, а некого да го потсети. Прекрасен посен рецепт. Значи, восхитува, да не можете да му се најадете и да се чудите од брашно, масло и вода каков прекрасен ручек можете да имате. Значи, строго држете се за оваа мерка, затоа што оваа мерка баш ќе ви ја даде вистинската слика и вистинската состојба на манџата, на триеницата. Малку ќе стиснете меѓу раце, доле како да месите тесто, вака, прво вака, и потоа меѓу рацете. Дури мене нема ни цедалка да ми биде потребна, но сепак ја поминам отаму. Така. Навистина си бара триење. Еве ги тие конци што ви кажувам. Така.
Сега ќе ги префрлам тука. Уште малку. И така можете меѓу прстите да стиснете. Еве, гледајте, конци, како на вистина конци се прават. Така. Сега ќе ги префрлам овде. Сега ќе видам да излезе малку вишок од брашно. Водата веќе ја подготвувам. Еве, не е многу, гледајте. Не е воопшто многу. Ете така. Тоа е веќе подготвено. Ајде уште малку може. Ајде уште малку. Ситнежот нека излезе. Падна неколку. Сега да си ја избришам масата. Во водата ќе ставам сега сол, пред да ги ставам овие конци од тестото. Значи, рековме полна, но рамна лашица. Еве, колку треба сол. Така. И сега почнувам. Ке ви треба и една дрвена лажица. Еве, тие вријат и сега почнувам постепено да ги ставам. Ништо не мешаме сега, само ги ставаме. Сега малку е кашкава работата, нели? Кога се работи со брашно, но тоа е тоа. Ете така. Сега тоа нека си вари, ќе ја намалам температурата на оганот, во меѓувреме ќе ја направам запршката. Што всушност е тајната на оваа македонска триеница постна. И нека ми се и така рацете не ми пречи кога се работи. Секоја домаќинка знае како е. Така. Нека се вари, ќе се вари некаде околу 15 на минути. И потоа ја правам запршката, ќе видите на кој начин, само попарувам врз ова и јадењето е готово веднаш на трпезата. Еве сега помина 15 на минути, последните 5-10 минути ќе ги оставам за запршката да поврие. Еве можете да видите на вашите мали екрани како изгледа чорбата. Ја одложувам настрана и го ставам тавчето со масло. Значи, колку повеќе масло ставите, таа ќе биде толку поубава, да знаете. Оваа манџа си бара масло. Тука ќе го ставам биберот. Да се запржи биберот, буковецот и лукчето. Тука не ставаме брашно, затоа што се е брашно овде.
и лукчето. Го сечкам лукчето. И кога ќе веднаш се чувствува мирисот. Магијата и во пржениот лук. Магијата е. И сега ете така. Само ќе внимавате да не е ептен прегорено маслото, оти ќе изгори лукот, па ќе горчи триеницата и црвениот пипер. Но еве, тоа веќе се пржи. Значи, не треба да биде на многу врело. Оставам црвениот пипер тука. Така. Запржувам, еве. Го враќам тенџерето и оди запршката во триеницата. Тоа е тоа. Еве. Ја мислам дека ниту една земја на светот нема вакво нешто, вакво јадење. И сега ќе му ставам едно ливче ловоров лист, ќе ја намалам температурата, сега треба да си тишти. И само со дрвената лажица, само доле ќе фаќате. Ете така. Драги наши пријатели, останете со нас, јас сега веќе ќе ја поставам трпезата, додека се докрчка оваа триеница и седнуваме да јадеме. Морам да пробам за сол, да видам дали е доволно. Па те еве, ако не ве остави без текст. Ако ова триеница не ве остави без текст. Ова е лудница. Браво! Браво за нашите македонски жени. Алалбера. Ете така. Значи, точно на литар и пол вода, точно си оди полна лажица сол. Ете така, сега веќе исклучувам, нека си се истишти и леле колку е убаво. Мераци, се гледаме на трпезата. Еве, драги гледачи, подготвена е нашата триеница, македонската постна триеница. Од централа. Така се јаде. Гледате, како ова убаво мириса и чади уште. Еве гледате како чади. Лепчето е подготвено и беше многу врело тенџерето, му ставив малку платно за да го заштитам чаршавчето. Лути пиперчиња со лукчи и макдонос, пиперка, значи лутка има и блага, има салатка и ова што да ви кажа. Најдобро е вака, рачна изработка. Знаете дека тоа најповеќе се почитува раката тоа што го прави. Дека ќе јадам волку убава чорба од вакви конци од брашно и вода, да ви кажам, никогаш не би поверувала. Чудесија, направете и уживајте во овој вкус. Ловоровиот лист
лукчето, биберчето и самата запршка на црвениот пипер, значи ептен си го има направено своето. Драги мои, навистина можеме да се пофалиме дека имаме богата традиционална кујна, како бунар без дно. Секој ден дознавам само некои нови рецепти, нови вакви заборавени традиционални специјалитети, но тоа е само благодарение на вас. Доколку знаете уште некој што не е објавен, не е снимен, напишете ни на Вкусот на традицијата. Мене можете во секое време да ме најдете, затоа што јас секој ден сум со вас. Драги гледачи, знаете како викаат? Паметниот ги решава проблемите, но мудриот ги одбегнува. Бидете мудри. Се гледаме во следната емисија. Довидување.